Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова е емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи ви имате право да ја знаете вистината. На 50 км северно од Македонија во Косово, буквално време последните неколку недели косоварите се плашат дека е возможно на територијата на Северно Косово да биде направена одредена форма на Република Српска, односно тој северен дел на Косово да биде одвоен од матицата на Косово и приклучен на одреден функционален начин кон матицата на Република Србија. Дали тоа ќе биде доволно повод и доволно замаец тој конфликт да се прошири широм Балканот и да влеземе во еден нов процес на можно менување и прекројување на границите на Балканот. На таа тема, дали Косово повторно ќе гори, вечер разговараме со Адем Демачи, според многумина косовскиот Мендела или таткото на косовската нација, односно човекот кој повеќе од 28 години лежеше во тие српски затвори, борејќи се за независноста на Косово. Господине Демачи, дали сте вие косовскиот Мендела? Многу ве сметат косовски Мендела, татко на косовската нација. Видите, Мандела е велики човек. И Мандела припада едном великом народу. Вие не се чувствувате како косовски Мендела? Косовски Мендела, тој е, мислим, новинарски еден термин кој се сковали новинари. Веројатно алудирајќи на таа ваша прошлост, на тоа ваше минато, 28 години бевте во затвор, борејќи се за независност на Косово. Вредеше ли се борите за таа независност на Косово? Али видите ви да... Ви имате 71-2 години, 28 години... 73, сега гурам 74-то. 28 години сте били во затвор. Али сам ја самог себе осеќам 39 години. Бидејќи овие 28 ги вадите од 73-74. То оставлям, то само оставија. Значи сега горе-доле влегувате во средновечност, бидејќи 30 години сте били во затвор. Да. И добро, вредеше ли 30 години горе-доле во затвор? Вредело. И пак е... Добро, кога ќе излезете, кога ќе погледнете на улица, кога ќе видите колку е лоша ова што сега се случува во Косово. Зар не се велите, господине Демачи или Демачи, зашто се бореше? За овие криминалци да дојдат на власт и да го крадат косовскиот народ? Не, тој е еден прелазни период кој е морал тако да буде. Ту су грешки кои е направила Европа. Европа е направила те грешки. Добро, вие албанците не сте направили грешки, секој некој друг ви прави грешки. Веројатно за ова што е лошо се случува на Косово сте вие криви. Овде е Европа дошла, па е овде направила прво тај неке недемократски ствари, jer ovde je trebalo rešiti pitanje po pravu na samoopределение. To je rešenje, političko rešenje. Во еден долг временски период Адем Демачи е всушност политичкиот представник на УЧК, меѓутоа доаѓа до одреден сериозен конфликт помеѓу него и тогашниот командант на УЧК господинот Хашим Тачи, токму околу прашањето дали треба со многу порадикални елементи да се решава тој косовски проблем, зашто се залагаше всушност самиот господин Адем Демачи. Токму од тие причини и денес Адем Демачи важи како главниот јастреб на косовската политичка сцена. Вие бевте политички представник на УЧК. Подоцна се откажавте. Да. Сметате дека УЧК денес е на власт во Приштини на Косово? Дали УЧК или луѓето на УЧК што се борат за таа независност на Косово се по улиците или се уште се по планините и може повторно да има некој нов конфликт? Не, оно што е тада било по планините што кажете ви, тој е мали број био, тој е било 3, 4, 5%. Сад су луѓе спремни за своју слободу да иду и 20, 30, 40% луѓе. Мислите дека таква спремност постои на Косово? Таква спремност постои на Косово, jer su ipak namirisali šta je sloboda, iako je ova polusloboda. Спремни се косоварите да направат уште некои нови немири на Балканот? Ако Европа се не опамети, Европа не види да нас у ствари гура да направимо још едну жртву за себе. Значи вие повторно се сега на некој начин како одредена темпирана бомба во стомакот на Европа? И тоа Европа ради. Видите, Европа е направила Хитлера. Европа е направила Милошевиќа. И добро што ќе направи Европа од вас? Европа сада hoće и овде да направи неки Јерусалим и шта ја знам. Вие ќе бидете повторно некој Либан, некои сиријски убици овде кои ќе дестабилизират Балканот. Зар не се уморивте од тоа што го правите изминатите 50 години? Тоа ја кажем, ако Европа претера со овим захтевима, со овим притисцима на нас, она нас е пригурала на зид. Ми и дале нема да идемо. Mi nema gde da idemo. Mi smo digli ruke od toga da se ujedinimo sa Albanijom jer smo mi imali pravo da to napravimo. Dobro, radi toga, radi mira sa Evropom i sa našim komšijama i tako dalje. Уште сонувате за голема Албанија? Pa ne postoji golema Albanija, postoji jedna istinska Albanija, prava Albanija, nema golema Albanija. И господине Демачи, на крајот наместо голема Албанија вие ќе направите мало Косово. Сад бидејќи ви го земат Северно Косово. Mi, ako oni samo malo diraju na celovitost Kosova, onda su oni napravili ovde, napravit će Darmar.
Авлик Линако е представник на таа така наречена средна генерација на политичари на Косово, некаде повеќе од 10 години лежал во тие српски затвори борејќи се за независноста на Косово. Во еден временски период, според сите тие разузнавачки податоци, е во одредени пријателски и политички релации со Али Ахмет и некаде почетокот од 80-те години заедно членуваат во тој фронт за независност на Косово. Авлик Линако денес е човекот кој веројатно прв меѓу косовските политичари се залага за можна промена на границите на Балканот. Господин Клинако, во мај месец ова година одржавте конгрес на вашата партија или Движење за обединување, кај што ја дадовте вашата платформа, тоа значи обединување на сите територии кај што живеат албанци на Балканот. Зашто всушност се залагате? За голема Албанија? Lëvizja për bashkim përpiqet për bashkimin e popullit shqiptar në një shtet të vetëm, Shqipërinë. Në bazë të parimit të kombeve për vetëvendosje, kudo që jeton populli shqiptar në shumicë apo në shumicën ndërmuese dhe ka vazhdimsi territoriale me Shqipërinë, mendoj se duhet të bashkohet me Shqipërinë dhe kështu të zgjidhet çështja kombëtare një herë për gjithmonë në Ballkan. Господине Клинику, по сите информации со кои јас располагам и до кои успеав да дојдам, вие сметате дека Косово и Албанија треба да се обединат во една заедничка држава и дека подоцна албанците кои живеат во Црна Гора, албанците кои живеат во Македонија и на други делови на Балканот, кои што граничат кон Албанија, кај што живеат компактно во одредена форма на живеачка, би требало да имат одреден референдум за само изјаснување и ако оцена тогаш се спојат кон таа голема Албанија која вие не ја признавате. Дали тоа важи за албанците во Македонија? Po ajo vlen edhe për shqiptarët e Maqedonisë, megjithse ju po insistoni që ajo është Shqipëri e madhe, nuk mund të quhet Shqipëri e madhe ku jetojnë shumicë shqiptare. Господине Клинико, очекувате ли нови некои немири и нестабилности на Балканот во текот на наредната година? Многу странски аналитичари се исплашени дека може да има одредени поместувања на територијата на Босна, одредени поместувања на територијата на Косово и тогаш неминовно би можела да дојде одредена игра таква крупна на територијата на Република Македонија. Дали може во регионот да се случи тоа што се случи некаде 99-та година, 2001 година во Македонија или не дај Боже тоа што беше поглобално на територијата на Босна 91-95 година? Po mendoj se ke drejt, zhvillime tilla dhe mund të priten, çështjet nuk janë zgjidhur drejt as në Bosnë, nuk janë zgjidhur drejt as në Kosovë, nuk janë zgjidhur drejt as në Preshevë, Bujanovce, Medvezhë, nuk janë zgjidhur drejt as në Maqedoni. Дали ви верувате во тоа обединување на албанците? Дали верувате дека албанците на крај ќе успеат да го извојуваат тоа што се залагат веќе 50 или 100 години да бидат обединети? И дали тоа нема да биде преголема цена која веќе треба да ја платите? Всушност за еден сон кој тешко ќе може да го реализирате? Është vërtet një çështje jo e lehtë, është çështje jo e lehtë jo vetëm për shkak të pushtuesve, po është edhe për shkak të implikimeve ndërkombëtare këtu. Значи, ако добро ве разберам вас, господине Клинако, вие се залагате за тој принцип да важи не само за албанците, туку за сите народи на Балканот, што би водело можеби кон некој прекројување на таа карта на Балканот во текот на наредните неколку години. Тогаш би значило дека Северно Косово би се приклучило кон Србија, можеби Република Српска кон Република Србија, делови на Западна Македонија кон Албанија или кон тоа големо Косово, делови можеби на горанците кон Македонија. Тоа би станала една карма каша на Балканот, едно повторно прекројување на тие граници. Дали тоа не е нова опасност за нова нестабилност во овој регион? Sa i përket veriut Kosovës, na mendojmë që ajo çështje duhet të krahasohet drejt për drejt me Preshevën, Bujanovcin e Medvezhën. Tani për tani mund të ketë rreziqe të tilla të cilat ju po i përmendni dhe prandaj ne themi që zbatimi i reciprocitetit në të drejtat është tani për tani rruga më e mirë. Dhe kjo do të thotë, të gjitha të drejtat që Serbia aktualisht po i kërkon për serbët në veri, të respektohen edhe për Preshevën, Bujanovcin e Medvezhën. Веќе 10 години во затвор, борејќи се за независност на Косово, борејќи се на некој начин за голема Албанија. Не за голему Албанiju, za Albaniju. За Албанија. Izvinite, ali to nije tačno. Srcето ви е за Косово или за Албанија? Ja mislim da sada, na primjer, je velika Albanija, zbog toga što, velika Makedonija, izvinite, zbog toga što u svoju teritoriju ima teritorije sa većinskim stanovništvom Albanca. Izvinjavam se, ali to nije velika Albanija.